Ке можат ли граѓаните барем еднаш месечно да јадат месо? Веќе неколкократно поскапеното месо ќе добие нова, уште повисока цена. Свинското месо кое веќе надминува 400 денари за килограм, за 2 недели ќе се продава од 20 до 30% поскапо. Ако се знае дека јунешкото месо во моментов надминува цена од 730 денари по килограм, за 15 на дена би достигнало нешто ситно под 1000 денари. Производителите условуваат, доколку владата не им ја продолжи мерката за целосно кинување на царината за увоз на свинско месо, нов ценовен шок за граѓаните ќе биде неизбежен. Зголемување на долг рок ќе следи зголемување на увозот и престанок со работа на некој од месопреработувачките капацитети. Напоменувавме и предходно и сега сакам да потенцирам. Не бараме помош, не бараме субвенции, бараме изедначување на условите за стопанисување. Оваа мерка за ослободување на царината ни обезбедува исти услови за стопанисување како со сличните производители од соседството и од Европа. Освен што месото ќе се продава дури и до 30% поскапо од сега, производителите најавуваат и отпуштање и до 30% од вработените. Новите цени на енергенсите и струјата, африканската чума, ковид пандемијата, но и мерката со која беа замрзнати цените на месото и совомеснатите производи не доведоа да работиме со големи загуби, се правдаат производителите. Апелираме во име на компаниите, на месната индустрија дека мерката е истечена, меѓутоа за да немаме ценовен шок и во овој дел, бараме уште еднаш средба во владата со представници од економскиот ресор, каде што ќе се разгледа уште еднаш барањето за продолжување на мерката или пак носење некој друг вид на мерка за ослободување на замрзнатото свинско месо за преработка. Месото граѓаните веќе го купуваат поскапо. Според статистика, во мај месото се продавало поскапо за 2,5% во споредба со април. Од друга страна, и цената на млекото во мај е повисока за 5,4% во споредба со април. Млекарниците во земјава работат со пат на профитот од 20 до 33%, а две компании работат во загуба втора година поред. Се поизвестно е дека ќе има поскапување на млечните производи кои ќе паднат на грбот на граѓаните, кои веќе пазарат за 12,1% поскапо од ланскиот мај.